Почитувани, режимот на власт, освен за подкуп, не знае за ништо друго. Одлучи да доделува до 30% на плата на администрацијата по министерствата на стартот на изборен период. Режимот спроведува класична системска корупција за над 20.000 буџетари. Ова е владиниот документ од 5 август, во кој што се наведени сите министерства и сите владини служби за можност на оние, цитирам, со зголемен обем на работа и, внимавајте, вреднување на нивната успешност, селективно да им се даваат бонуси на плата по два основи, вкупно по 30% од платата. Подсетувам, одбија амандман за пари за набавка на противпожарни возила, тоа го одбија, сега е јасно зошто. За да има пари за системски подкуп, за селективни 30% на плата за партиски војници во администрацијата. Срамно и жално. Додека Македонија гори, тие мислат на подкуп. Додека Македонија е во рецесија, тие мислат на подкуп. Додека Македонија има 60.000 нови невработени и илјадници затворени компании, тие си делат бонуси од буџетот за своите послушници. Почитувани, режимот ја партизира администрацијата. Предизборно ја полни со партиски послушници, сега пред избори им дели по 30% бонус на плата. Срамно и понижувачки. Фактот дека речиси цела година администрацијата под режимот спиеше, не одеше на работа, нема пасоши, нема лични карти, нема можности да се извадат документи, нема никаква реализација на проекти. Фактот дека речиси цела година не се одеше на работа, затворени бевме во карантини, фактот дека државата економски тоне, за нив ништо не значи. Дури и секторот на Драги Рашковски ќе земе бонус. Во буџетот немаше пари за пожарникарите, нема опрема за гасење пожари, немаше за вакцини на време, немаше за ништо, ама за бонуси на плата среде рецесија мора да се има. Почитувани, ова е класичен режим. Ова е награда за послушност, награда за следење на несоодветните, за спроведување на недоветните одлуки, ова е награда пред избори за своите партиски војници. И тоа по лична проценка на режимот. Над 20.000 административци се подкупуваат со буџетски пари. Пораката е, бидете послушни и безпоговорни пред лошите одлуки, ке добиете бонус. Приватниот сектор, незадоволен од мерките, а е носител на економијата, е оставен сам на себе. Важно има за буџетската партиска војска. Веројатно и за тие пари за подкуп повторно тајно се качи акцизата на горивата. Режимот освен за подкуп не знае за ништо друго. Системски подкуп за администрацијата и министерствата, а подкуп на терен спроведуваат и функционери од СДСМ со делење пакети помош, кои што се дел од програмата и заемот од Светска банка. Срам, тежок. Ова мора да има крај. Нема проекти, има само класичен подкуп. Нема економија, има само криминогеност и провизии. Нема одговорност, има само уништување, корупција и државно спонзорирана дискриминација. Нема полошо од СДСМ за Македонија. Ви благодарам.